Жените се невидливата сила во руралните средини. Нивното реално учество во земјоделската дејност не се рефлектира од статистиката, имајќи предвид дека многу од нив се пријавуваат за невработени, а работат на семејните фарми и не се платени за тоа. Причините за големиот број на жени во руралните средини, кои не се активни на пазарот на труд, лежат и во нивниот ангажман во домот, грижата за децата и за постарите, и вршењето на бројните домашни обврски кои се категоризираат во неплатена работа. Околу 45% од вкупното население во нашата држава живее во руралните средини. Главната економска гранка во овие средини е земјоделството. Во многу од случаите земјоделството е единствената можност да се избега од сиромаштијата и невработеноста. Во 2020 година во Македонија се регистрирани 175.000 земјоделски стопанства. Во земјите во развој, жените сочинуваат во просек околу 40% од работната сила во земјоделското производство. И во земјите во ЕУ е сличен придонесот на жените со учество во земјоделските работни места од околу 41%. Во Македонија, според официјалните бројки од Заводот за статистика, жените учествуваат со прилично ниски 35% од вкупната работна сила во земјоделството. Едно истражување ни покажува дека дури 58% од сите рурални жени немаат никакви лични примања, односно се лишени од каков и да е облик на приход. Поради притисоците и несигурноста на приходите, руралните жени се соочуваат со големи предизвици во текот на бременоста и по породувањето, односно не се во можност да ги остават или намалат своите работни обврски. На тој начин се изложуваат на значителни ризици по своето здравје и здравјето на детето. Недостатокот на лични приходи повлекува проблем за жените во руралните средини, поврзани со пензиското осигурување. Поради тоа што голем дел од нив не се пријавени за вработени или не се активни на пазарот на труд, не го остваруваат правото на пензија. Дополнително, податоците покажуваат дека жените преовладуваат кај оние корисници кои примаат минимална земјоделска пензија, во многу случаи наследувајќи ги овие пензии од починатите сопрузи. На овој начин, руралните жени во голема мера се зависни од семејството или се соочуваат со проблемот со сиромаштијата во доцните години од животот. Дури во оние случаи кога работниот труд на жената е платен, тие заработуваат помалку од мажите за истата работа. Во некои случаи, жените заработуваат само 33% од она што го заработуваат мажите во истиот сектор. Истражувањата покажуваат дека жените во просек работат повеќе часови на ден од мажите, околу 11 часа на ден наспроти 9,5 часа на ден кај мажите. Уште поголем проблем е во тоа што околу 42% од вкупниот обем на работа на жените потпаѓа на неплатена работа, додека кај мажите скоро целиот труд е платен. Ако направиме споредба на учеството во работната сила во земјоделството со менаџирањето на земјоделските стопанства, диспаритетот уште повеќе се продлабочува. Во Македонија се регистрирани околу 38.000 жени како носители на земјоделски стопанства. Тоа е само 22% од вкупниот број на стопанства. Овој удел заостанува зад просекот во земјите членки на ЕУ, кој во 2016 година изнесуваше 29%. Далечни се за нас двете балтички земји, Летонија и Литванија, каде жените се скоро еднакви со мажите во однос на менаџирањето на земјоделските стопанства со удел од 45%. Рамноправноста меѓу половите е една од темелните вредности на уставниот поредок во нашата држава. Руралните жени се опфатени со повеќе мерки на владата за директна поддршка во земјоделството, како што се грантот Млад земјоделец и поддршката за отпочнување на нов агробизнис. Дополнителна можност се нуди и преку искористувањето на мерките од ИПАРД програмата, наменети за осовременување на земјоделското производство. Во 2019 година беше објавена мерка за директна поддршка на жените во земјоделството, насловена поддршка за активен женски член во земјоделското домаќинство. Корисници на оваа мерка, која е во висина од 3.000 евра неповратни средства, можат да бидат земјоделски стопанства чиј носител е жена. Но колку од мерките на вистина се остваруваат во пракса кај нас? Според Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, само 3% од апликациите во ИПАРД 1 биле поднесени од жени. Ситуацијата е подобрена кај ИПАРД 2, каде 23% од барањата се поднесени од жени, но сепак и оваа бројка е се уште многу ниска. Само 1/4 од договорите за закуп на земјоделско земјиште се склучени од жени. Не е изненадување дека руралните жени се една од групите кои се најдиректно погодени од пандемијата на COVID-19 вирусот. Меѓу главните проблеми со кои се соочија руралните жени за време на пандемијата, можеме да ги броиме слабиот и ненавремен пристап до информации поврзани со пандемијата и заштитните мерки за превенција, отежнатиот пристап до здравствена и социјална заштита,
неможноста да се користи платено отсуство поради болест, зголемувањето на неплатената работа, намалувањето на приходите, ненавремената исплата на субвенциите и растот на трошоците за живот и така натаму. Листата е навистина долга. Од 2008 година па наваму Обединетите нации го одбележуваат 15 октомври како меѓународен ден на жената од руралната средина. И редовно секоја година кај нас се одржува настан на кој сите учесници декларативно се залагаат за подобрување на ситуацијата на жените во руралната средина. Време е сите овие заложби да се преточат во дело. Очигледно е дека руралните жени се соочуваат со сериозни пречки да ги остварат своите права и да го искористат целиот свој потенцијал, а тоа што досега се презема за наменување на оваа состојба не е доволно. Придонесот на жените во семејството и во заедницата е непроценлив. Наша обврска е да ги поддржиме и да обезбедиме фер и еднакви услови за сите. Постои една поговорка која вели: ако го научите мажот да работи во земјоделството, ќе јаде неговото семејство. Ако ја научите жената да работи, ќе јаде целата заедница. А ако им веруваме на проценките на ФАО, доколку руралните жени имаат пристап до истите ресурси како и нивните машки колеги, ќе јаде и целиот свет.